Не знам кој е постар, кокошката или јајцето, но знам дека во комбинација се совршени. Хајде да направиме полнето пилешко со крцкава кора од бадеми. Нормално, пилешки гради, но станува збор за многу големо парче бело месо, пилешко. Овој дел дебелиот мора да го израмниме. Идеално. Ајде да се обидеме да направиме две полнети стекчиња од едно парче. Секогаш кога чукам пилешко месо, обавезно ставам стреч фолија или најлон, затоа што обавезно месото ќе се искине. Сега сме безбедни. Малце сол. Две парчиња кашкавал, димена сланина, маринирани шампињони, малце оригано. Сега, внимателно, со стреч фолијата, сега тука треба малце да се шукне. И од другата страна. Вака изгледа нашиот плик или коверт од месо. Не. Нашиот полнет стек, но не е се уште готов. Ова е првата фаза. Сега оди најдосадниот процес, панирањето. Брашно. Убаво од сите 4 страни. Па после јајце. Вообичаено ставаме само лебни трошки или презла. Јас овој пат презлата или лебните трошки ги измешав заедно со бадемови листови. Му дава една сосема друга форма и друг вкус на целото јадење. Вака изгледа, ја што го викам понекогаш сникерс. Во претходно загреано масло оставаме пилешкото да се пржи. Средна температура, не многу висока, не многу ниска. И да, еве го нашето стекче. Пилешко стекче. Полнето пилешко бело месо или пилешки стек. Како и да е, на здравје нека.